гледачи, 17 часот и 15 минути, уште еден термин за вашата омилена емисија на фреквенцијата на телевизија Сонце. Од своја страна со Марија Костадиновска, мојата денешна гостинка. Во мојата најава стои дека таа е дипломиран филолог, а исто така и професионалец во едрење. Автор за деца и токму онаа тема која што денес ќе ја начнеме и ќе ја представиме овде пред вас. На самиот почеток ќе ви посакам топло добри дојде на Марија. Ти благодарам што ја прифати првично мојата покана да бидеш дел од своја страна. Здраво, Вики, ти благодарам на поканата, благодарам на оваа преубава енергија и многу ми е мило што сум гостин во твојата емисија. Така, одподамна го договараме ово интервју, меѓутоа еве сега. Автор за деца, првично како таква те представи во мојата најава, меѓутоа ајде еве пред нашите гледачи која е Марија Костадиновска. Па добро, јас сум дипломиран филолог, значи на катедрата за македонски и јужнословенски книжевности на Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје. Пред се, тоа е мојата професионална титула. Како што кажа во најавата, едрам веќе повеќе од 10 години. Да, интересно е тоа, ќе го споменеме потоа. Од неодамна, во последните 2 години, сум писател за деца. Така, ти немаш трема пред камера и сето ова ти е многу познато. Долги години те гледавме во емисијата Звон. Ајде за тоа. Добро, може и за тоа. Да. Значи, тоа беше многу одамна, уште кога бев основно училиште и средно училиште, бев дел од образовната програма при Македонската радио и телевизија, контактно училишната програма Звон, така што секое дете си имаше ден во неделата, каде што ќе биде водител. Мојот ден беше вторник и петок. Вторник беше ден за уметноста, а петок беше оној порелаксирачкиот ден каде што зборуваме за музика, за забава и така натаму. Така што многу години јас бев дел од Звон и од контактно рекреативната програма, зимско-рекреативната програма. Имав тогаш искуство и со водење на детскиот Евросонг кој што беше организиран во Македонија, така што многу убави проекти кои што ми останале во сеќавање и сигурно сум дека се дел и производ на сето ова што ми се случува сега. Така, токму така. Сега автор за деца, зошто токму автор за деца, од каде инспирацијата Марија и еве од кога љубовта кон пишаниот збор да го ставиш на листот хартија? Па јас не се случи тоа преку ноќ. Јас да почувствам еве сега ќе пишувам за деца. Сето тоа го гледам од една позадина дека се јавува од моето многу рано детство и го поврзувам најнапред со слушањето приказни. Јас сум добар слушател, а верувам дека сум била и како малечка, а за тоа сум благодарна на моите баба и дедо кои што се грижеле за мене и за брат ми. Тие има една многу голема раскажувачка моќ. Кога раскажува и прераскажува, јас ги визуализирав приказните. А ние во Македонија имаме и она раскажувачка традиција, така што се е поврзано. Бев добар слушател, кога научи веќе да читам и да пишувам, бев и добар читател. Моите учителки и наставнички го препознаа тој мој, можам да наречам талент, и потоа почнав полека да пишувам. Но не почнав да пишувам јас за деца. Јас почнав да пишувам, значи, како, не знам, и секој млад тинеџер за љубовта, за љубовта. Почнав да пишувам куси раскази, почнав да пишувам малку поезија, од се по нешто. Се дурне се запишав на Филолошкиот факултет во Скопје и веќе почнав сериозно да читам и считувам, да анализирам теории од познати теоретичари и потоа да направам опит за пишување. Така, и доаѓаат твоите 2 дела за деца, вистинската приказна за двете соседни кралства и волшебните прегратки. Која е прва и еве ајде од самиот почеток, од идејата до реализацијата, до целиот тој проект, со која издавачка куќа соработуваш? Така, јас соработувам со издавачката куќа Арсламина. Прва книга е вистинска приказна за двете соседни кралства. Илустрацијата на оваа прекрасна книгичка ја изработи една прекрасна илустраторка, Александра Филиповска-Фиц. Значи, тоа ми е прва книгичка, излезе пред 1 година, точно пред 1 година, а втора книгичка е Волшебните прегратки. Една
топла книгичка и илустратор на Волшебните прегратки е Иван Каниба. Така и сега кога ги спомнавме веќе илустраторите овде, колку илустрацијата игра улога кај книгите за деца, бидејќи знаеме дека е многу важна. Колку е тешко да се осмисли целиот тој процес или сепак работата кога ставаме на професионалци е завршена онака како што треба? Во право сте дека е многу важна и мислам дека е еден склоп на енергии помеѓу самиот писател и илустраторот. Так. За првата книга јас разгледав повеќе портфолија на илустратори кои што работат во Македонија, заедно со мојата уредничка, и одвоивме нешто што наликува на мојот стил, бидејќи знаете дека секој илустратор си има свој посебен стил, собствен стил. Така е. Така што некои од тие илустратори има пробна верзија да видат дали можат да ја илустрираат мојата книгичка, и Александра Филиповска Фец беше најблиску до сите она што јас го имам замислено веќе во мојата глава. Так, ви се да не поглопија. речам, не се поглопија енергиите, да не речам веќе скоро идентична. Кога станува збор за втората книгичка, беше многу лесно. Веќе мојата уредничка Бранка Бугариска знаеше точно јас како пишувам, што пишувам, кон што целам, и го одреди уредникот сама, јас само ги видев илустрациите и веќе беше тоа. Така, како се најдовте измеѓу со Арсламина? Они те најдоа тебе или ти веќе бараше некој што ќе застане зад книгите? Ме интересира целата таа соработка. Така, јас поголемиот дел од денот, кога одев да се напијам кафе, сакав да пијам кафе во книжарниците на литература МК. Така почна и таа соработка, бидејќи јас многу време поминував таму и веќе некои од вработините лично ги запознав, не разбирате кога сте многу често таму. Така што една од моите другарки која што беше еднашка заедно со мене во книжарница, додека разгледувавме книгите, дојде една господја која што бараше книга за низиното детенце. Еве сега поврзувам приказната и како јас почнав да пишувам за деца. Ајде. И низиното детенце ги имаше прочитано буквално сите книги за деца кои што се во издавништво на литература МК, тоа е Арсламина. Другарка ми рече: "Еве, Марија ќе напише нова книга за деца." И тоа беше за мене предизвик, значи јас да напишам, да се обидам да напишам книга за деца. Така што, бидејќи целата таа идеја се случи во една од книжарниците на литература МК, јас го предложив тоа мое обид дело на Арсламина. Тие го прочитаа, ми возвратија дека им се допаѓа и дека беа заинтересирани за соработка. Сега јас сум ексклузивец на Арсламина, така што моите дела ќе бидат објавувани таму. Так, супер. Кажи ми за поранките кои што ги носат самите книги. Во еден наврат ќе кажеш дека тоа не се пораки само за децата, туку тоа се пораки приказни и за родителите, односно за возрастните, за нас повозрастните, нели? Ајде повеќе за тоа, за фидбекот од родителите ме интересира. Пишуваат ли се, пронаоѓаат ли? Јас сум многу горда што родителите ги сакаат моите книги, тоест сакаат да им ги читаат на нивните деца. Знаете, на денешно време родителот е тој што одлучува колку нивното дете ќе чита, што ќе чита и како ќе го поминува слободното време. Така. Имам фидбек од многу мајки кои што ме пратат и на социјалните мрежи, кои што ја прочитале мојата книга и кои што ми кажуваат дека не само што ги читаат книгите на нивните деца, туку и прават најразлични други креативни активности. Например, си играат со илустрациите, си ги замислуваат поинакви илустрации, или пак прават дел од илустрациите со колаж, со пластелин. Значи, секако вид на креативност. Многу ми е драго што е тоа така и што, родителите се одлучиле да им ги читаат моите книги на нивните деца. Така, сепак тоа е целта, нели, на еден автор. Кажи ми, планираш ли нешто со друго, нешто да не изненадиш? Пишуваш ли нешто друго настрана од книгите за деца? Се спрема ли нешто ново, можеби? Јас цело време пишувам нешто. Само што е прашање на време кога нешто ќе објавам, во кој момент е вистинскиот момент за објавување. Литературата е една многу голема и широка гранка и многу е интересно што јас имам еден таков дух каде што сакам се да пробам. Љубопитна сум.
Така што сигурно ќе има и нешто поинакво од литературата за деца, но сега сакам да останам во овој шарен свет. Сега за сега. Така, што сака Марија да чита настрана или од сето ова кој што го правиш и кој што го пишуваш? Имаш ли ајде прво за македонските автори, што мислиш за македонските автори? Дали сакаш да читаш наши автори? Многу сакам да читам наши автори и значи не само овие нови македонски автори, јас стојам посади мојот став дека ние имаме многу квалитетна литература. За жал не е толку многу експонирана во светот, но сепак значи квалитетот е на многу високо, на многу високо ниво. Многу ми е драго што сега има и нови македонски автори кои што на вистина се исто така квалитетни. Да, и драго ми е исто што се охрабруваат на некој начин да допрат до пошироката публика. Така, јас сум имала прилика да подарам книги од македонски автори на пријатели кои што им е близок нашиот македонски јазик, не им е мајчин јазик, но сепак имаат некаква шанса да прочитаат на македонски, малку потешко, но се трудат. И ми кажале дека книгите ни се фасцинантни. Што иако јас не пишувам, мислам, не имам ништо објавено за возрастни, јас сум горда на тоа. Многу ми е драго. Читам македонски автори, поддржувам македонски автори, охрабрувам македонски автори и ги препорачувам секаде. А што сакаш да читаш најмногу, кој жанр? Многу е тоа периодично. Имам периоди кога сакам да читам, например, она баш тешки психолошки романи, каде што ќе се заблавочам во книгата, ќе читам, ќе се навраќам, ќе препрочитувам. Има периоди кога сакам да читам драми. Има периоди кога сакам да читам фантастични раскази. Има периоди кога сакам некој добар трилер да прочитам. Така што се зависи од онаа енергија која што имам во моментот и како ја се чувствувам. Така. Читаме ли како народ ние? Имаме читателска публика. Мене ми е многу драго што имаме читателска публика. Секогаш може подобро, секогаш може повеќе, но знаете како тој што сака да чита, секогаш наоѓа и време и место и си купува книги. Тие што не сакаат да читаат, тука сме ние авторите малку да ги потикнеме, идните читатели, да ги измотивираме, да им предложиме нешто ново. Можеме подобро, може да биде поголема читателската публика кај нас во државата, но јас сепак мислам дека не сум тип на човек кој што сака да се жали, така што добро, ќе биде подобро, секогаш може да биде подобро. Спомнавме Ѕвон, спомнавме автор за деца, сега ни остана Едрењето. Кажи ми каде, во која насока се чувствуваш она најсвоја? Или во сите си посебна? Мислам дека исто тоа беа некои периоди. Звон беше еден многу убав период кога јас бев основно училиште и средна школка. Веќе кога се запишав на факултет, јас сакав нов предизвик. Така што си поставив нови цели и нови предизвици. Со идрење почнав веќе, значи, кога бев втора година на факултет, почнав рекреативно, се заљубив во морето, во водата, во ветерот, во широко отворените идра. Колку тоа предизвик за тебе? Голем предизвик е. Еве, јас сум веќе 11 години едрам, така што се уште го чувствувам тој предизвик и тој порив и таа енергија. Мислам дека сите три во комбинација и телевизијата на Марија која денес. И телевизијата како медиум, и литературата, и едрењето, дека целиот тој пакет сум всушност јас. Така, што да очекуваме следно од тебе, еве на полето на литературата, кажавме, можеби ќе има уште некоја книга за деца? Да, останувам дефинитивно во овој шарен магичен детски свет, во имагинативниот свет. Продолжувам да пишувам за деца, подготвам уште едно ново дело, но сакам малце да им дадам време на овие книгички, малце да дишат. Децата да ги прочитаат, да дознаат нешто за нив, не се брзам никаде. Токму така животот е пред нас. Колку Марија љубовта кон децата е присутна за да се напише нешто за децата? Мора да ги сакате децата за да пишувате за нив. Мора да се сплотите со нив. Мора да влезете во нивната глава. Мора да бидете дел од нив. Инаку, мора да допрете до нив.
Инаку, ако го правите сето тоа површно, мислам дека крајниот резултат нема да биде оној вистинскиот резултат. Посакуваниот резултат. Но јас тоа го поврзувам и во животот, дека според мене мислам дека се е така, дека доколку не се направи нешто со голема љубов, желба, енергија да го сакате тоа од дното на душата, дека нема да го добиете оној посакуван резултат. Така, што друго го исполнува твоето секојдневие, твоето време? Со што се занимаваш со друго? Па и никогаш и немам нешто многу време покрај сите активности што ги правам. Убаво е тоа да немаме време, значи да не биде максимално исполнет и денот и... Да, јас не се жалам, се чувствувам убаво кога ми е денот максимално искористен, дури никогаш кога имам луфта време и кога треба да уживам буквално или да поспијам некој час повеќе, јас пак станувам и си барам некоја занимација, си барам некоја работа, сакам да ми биде денот продуктивен. Но сакам и нормални, обични работи, сакам да се дружам многу, сакам да поминувам време во природа, сакам многу да патувам, да запознавам нови луѓе, култури, да ја проширам мојата визија и рецепција кон светот. Така што сакам и такви работи. Така, одлично. Позадека медиите ми откри дека сега наскоро следи промоција на една од твоите книги, односно на волшебните прегратки, така? Вака, промоцијата ќе биде за двете книгички одеднаш, со тоа што ние направивме промоција за вистинска приказна на двете соседни кралства, но таа промоција ние направивме онлайн, бидејќи знаеме сите каква беше ситуацијата со ковид и мерките кои што беа со ковид. Така што според мене, значи и онлайн промоцијата беше успешна и добра, но не и дадовме она вистинска душа на книгата да се испромовира како што треба. И бидејќи книгата не е многу одамна, напишана само една година, решивме да направиме една заедничка промоција за волшебните прегратки, која што е нова книгичка и вистинска приказна за двете соседни кралства, да добијат една заедничка промоција. Со тоа што ќе се направи и еден спој и паралела помеѓу двете книгички. Во 18 часот и 30 минути, 24 март, тоа се паѓа четврток, во кафе книжарница Литература МК во Сити Мол. Промотор на целата промоција, значи ќе биде професор доктор Весна Мојсова-Чепишевска, с која што ќе даде една убава анализа на двете книги и на дополнување читање извадоци од книгите ќе има професор Елена Ѓорѓиевска, така што еве јас ве поканувам и вие да бидете дел од промоцијата заедно со вашата телевизија, ако има можност, и сите гледачи кои што ја пратат оваа емисија. Така, ќе ни биде многу драго да бидеме дел од промоцијата и нели да ги споделиме сите тие импресии потоа. Марија, ќе ти честитам за сето она кое што си го направила досега и сето она кое што продолжуваш да го правиш. Ќе ти посакам уште многу успешни дела, да продолжиш да пишуваш за најмладите, за децата, бидејќи тоа е навистина потребно овде кај нас, па и секаде, и да не изненадиш еве со нешто ново и за нас, повозрастните. Се надевам дека ќе се видиме на твојата промоција и впрочем на некоја друга убава дружба. Ти благодарам што еве токму денеска одвои време да ни го разубавиш студиото на телевизија Сонце и да бидеш дел од своја страна. Ти благодарам, Вики, на тебе на поканата и благодарам за ова внимание. Марија Костадиновска, драги гледачи, во најновото издание од своја страна, се надевам дека уживавте во овој пријатен и топол разговор. Јас овде ќе ве поздравам и ќе посакам наша наредна средба, наредната среда во истиот термин овде на фреквенцијата на телевизија Сонце. На самиот крај останува да упатам посебен поздрав и посебна благодарност до бутик Мајмода и до мојата шминкерка Самра Емери. Ве поздравувам!